Почитувани, добар ден, време е да започнеме Црвена линија. И денеска, 17 февруари 2026 година, ден вторник, поради продорот на медитеранскиот циклон Оријана, целата територија на Македонија се наоѓа во жолта предупредувачка фаза поради обилните врнежи, како и силен ветер кој повремено и локално ќе достигнува брзина од над 70 км на час. Поради ова расте и ризикот од нови поплави во Македонија и изливање на реките, особено во западните и во северозападните предели од земјава, каде локално ќе наврнат нови над 30 литри на метар квадратен воден талок за 24 часа. По денешниот бран се очекува привремено смирување на времето во среда и четврток, а за жал овој прекин е само привремен, бидејќи веќе во петок, 20 февруари, се најавува нов влажен бран со пообилни врнежи од дожд и снег. Дождот во февруари никако не би требало да не изненади. Ама ете, му успеа. Најтешко е во Кичево, Скопје, Гостивар и Полошкиот регион. Поплавани куќи, подруми, јавни објекти. Граѓани евакуирани, службите со пумпи на терен, сценарио што веќе го знаеме напамет. Според управата за хидрометеоролошки работи, водостоите на Вардар и Треска се зголемени, а институциите, Центар за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување координираат, испумпуваат, проценуваат, изјавуваат. Се е под контрола. Добро е, нема жртви. Но и понатака врне. Регулација на корита, атмосферска канализација, насипи во фаза на планирање со години. Превенцијата изгледа ни е сезонска. Како моден тренд, кога ќе поминат врнежите, поминува и итноста. Па ние денес централно и главно во Црвена линија ве прашуваме. Не престанува да врне, тоа е факт, но ќе се справат ли институциите со поплавите? И дали сушност кога ќе поминат врнежите, според вас веднаш поминува и итноста од поплавите од истите? Почитувани, бидете активни во ова денешно издание на Црвена линија. Секако секој ден од вас е добредоден да се вклучи во ова денешно издание, да дадете одговори, секако да ги споделите своите мислења и ставови. Добре додени се секако и оние кои што може би се јавуваат од најпогодените региони, се со цел така директно да ни пренесете каква е состојбата и всушност дали сте задоволни од тоа како се справуваат институциите со поплавите. Секако напомена да бидете активни и на социјалните медиуми. Тоа подразбира секако да не заследите на Инстаграм. Ви треба профилот на Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија. Причината е следна. Имаме активни анкети секојдневно, па така и во текот на целиот овој ден. Црвена линија на Инстаграм стори ве прашува дали каналите и одводите редовно се чистат. Имате две опции за одговор. Да, не, кликајте на полето кое што го содржи вашиот одговор, а секако ве подсетувам да бидете активни и на Facebook, со оглед на тоа што ако го заследите профилот на Црвена линија и Телма телевизија, ќе можете и во рамки на ова денешно издание активно да учествувате со пишување на вашите одговори во форма на коментари. Во продолжение, пред да започнеме со вклучување на гледачи, да го погледнеме и прилогот на Александар Самарџиев. Се зголемува бројот на луѓе во Кичево кои се во неизвестност и страв каде ќе живеат откако излевањето на реката Зајашка им ги поплави и целосно уништи куќите пред се во населбата помеѓу речното корито и улицата Прилепска, каде има и дел импровизирани објекти. Црвениот крст ги сместува во спортската сала каде преночи, а најверојатно ќе останат таму и во догледно време. Куќите ни се сега во Прилепска, але брату, не можеме веќе. Не можеме, немаме пристап. Тука веќе живот нема во тие кујчи, што сега претходно пред месец дена. Истото имавте поплава. Сите населби кои се наоѓаат долж реката позната и како Темница се погодени од излевањето. Велат со децении вакви поплави немало. Денес со пумпи и црева ја отстрануваа водата, а ќе мора да фрлат голем дел од уништената покуќнина.
Поплава беше, гледаш, оно врвава, до каде се врват, тоа беше онадено. Ептена брзина се случи цела работава. Во 9:30 ги видов овие што се поблиску до река, веќе колите ги има извадено. Успех и едно-две коли в гаража, само нив да ги тргнам од гаража и тоа беше. Водата дојде многу брзо. Во 10 сатов комшијава ми се јави на телефон, преливат реката од задната страна и за пола сат се наполни вода. Овде 1 метро е нивово на куќава, гледате до каде што е. Ова се случи и пред месец и пол, само беше многу помала вода. Не беше санирано. И еве, ова не снајде. Покушаа да запрат водата, ама после 1 сат, 2 успеа да запреа. Инаку водата преку таму има зид бетонски, преку зидот идеше вамо. Цела вода од цел град се собра овде вака. Според градоначалникот на Кичево има подолготрајно решение за спречување на вакви непогоди во иднина. Бидејќи до 13 години никаков зафат не е направен во однос на чистење на речното корито, нивото на реката е подигнато за 1,5 метри, некаде и 2 метри. Така да, ова не е прва поплава откако сум јас дојден на оваа позиција градоначалник. Се обидовме во меѓувреме нешто да преземеме, меѓутоа дождови пак и снегови не спречува, не се работеше. Сега ангажиравме, како што ви кажав, се што е можно и ќе работат се додека не се доведе речното корито во првобитна состојба како што било пред 13 години. Значи ќе слеземе скоро 2 метри надолу, за да никогаш повеќе ова не се повтори. Кичевчани, освен што се борат со последиците, стравуваат дека ќе имаат дополнителни проблеми поради најавите за нови врнежи од дожд. Сега е време да ве слушнеме вас. За вклучување во црвена линија потсетувам 02 307 005. Ве замолувам и задолжително да биде намален тонот на ТВ приемникот од проста причина, доколку тоа веднаш не го сторите, нема да можете веднаш ниту да почнете со споделување на вашите одговори. Зошто го велам тоа? Неретко се случува при ненамален тон на ТВ приемникот да имате чувство дека прво не сте вклучени, а вклучени сте. И сега кога ќе има застој, времето ќе одминува оние предвидени 90 секунди, бидејќи нема добро да се слушнеме, а неретко се случува да имате впечаток и дека некој друг е вклучен наместо вас. Така да тоа техничко правило ве молам да го запазувате. Ајде сега да ве слушнеме, особено ќе потсетам секој еден кој што ево можноста се наоѓа од регионите, ќе се вклучи од регионите кои што директно се засегнати од новонастанатата ситуација со поплавите и обилните дождови, секако би сакале и вас да ве слушнеме. Почнуваме со гледачи, а наскоро ќе ве префрлам и на Facebook за да видите каде е просторот каде што можете да пишувате одговори. Почнуваме. Добар ден. Добар ден, поздрав до вас во емисијата. Вака сега, дали ќе се справи државата со поплавите? Државата ќе се справи со поплавите, него сега треба да врне снег за да се абсорбира повеќе во земјата. Вака од дождот голем е ризикот од земјотреси, како што имавме сега скоро минатава недела во Скопје, осетен тој земјотресот што беше епицентар во Косово, така да од презаситена земја од дождовите, затоа има вакви поплави. А снегот е друго. Сега му е време на снегот, не му е време на дождот и затоа има такви поплави. Плюс каналите, некои луѓе ги полнат намерно. Едноставно надлежните каде чистат, каде не чистат, негде не може да постигнат и затоа има големи поплави. Но пак ќе речам, сега е време за снег. Снег да има, нема да има вакви страотни поплави. Жално за тие населени места, жално за тие фамилии што твориле, тука треба тие објекти сепак да се издезинфицираат, да се со помош на надлежните да се рестартираат, ме разбирате, за да може да си живеат луѓето во нив, нормално и помош. И секако да се надеваме снег дека ќе заврне, од дожд доволно е веќе. Ви се чини ли дека еве секогаш итноста завршува со завршувањето на дождовите? Па да, али ке што се чистени каналите нема таков проблем. Пак тука има удел и самите граѓани, затоа што не можем никој да изчисти повеќе колку што ние можеме да испрлеме.
Благодарам многу за одговорите и секако за она што го споделивте со гледачите на Црвена линија. Со вас и вашето вклучување ја отвараме оваа дискусија. Почитувани, еве, сметате ли дека институциите ќе се справат пред се со поплавите? Сметате ли дека можеби и до вакви поплави неретко може и да не дојде од проста причина доколку каналите редовно се одржуваат и чистат? Дали итноста на реагирањето на институциите завршува секогаш кога завршуваат и врнежите? Колку сме подготвени за се ова? Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете, ве слушаме. Се слушаме? Да, повелете. Видите, за поплавите што се порано имаше закон до каде се може да се гради. Од река 25 или 50 метра не сме да се гради воопшто никаква градба, а сега тоа е дозволено дури и се легализира. Едно, каналите не сум дошол ја од Скопје да му фрлам ѓубри и други работи за да го затворам. Одводните системи, ги викаат тие, од река Вардар до Саре, ни сред село поминуваше на времето и немаше ни поплави, ни ништо. Сега сето тоа го затворија, го претворија во ниви и живеалиште. Од десната страна во забавниот парк во Саре беше порано цел парк со базентот, а сега нема ништо, тоа си само градби има. Ништо. И после се жалат, некој им е крив. Самите си се кривите. Не може ја да дотерам некои други работи кои они самите си го натрпуваат. Една друга работа сакам да кажам многу кратко. Градоначалникот на Ѓорче Петров повторно пат добива мандат, се уште 65 викендици од Ѓорчевска воденица до Свети Трипун, што е црквата, нема поставена водоводна мрежа за вода за пиење. 21 век, а го обеќа човекот не мрднал со рака. Абе, една лопата да каже, деца, имате ова, нема ништо. Благодарам многу и вам за споделеното. Останете и продолжете да ја гледате Црвена линија. Уште еднаш ќе ве префрлам секако на Facebook, еве како изгледа објавата на нашата тема таму. Заследете го профилот пред се на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Паралелно се објавуваат темите на двата профила. Ке се справат ли институциите со поплавите? Веќе пристигнуваат првите коментари, бидете активни, еве и отворена покана до граѓаните кои што и се наоѓаат во регионите кои што се директно засегнати од поплавите. Очекуваме од сите вас секако да слушнеме одговор дали институциите добро се справуваат со новонастанатата ситуација, поплавите, дали всушност ви се чини дека и каналите и одводите доколку редовно се чистат, можеби ќе биде намалена можноста за вака обемни поплави. Дали ќе научиме нешто ново, всушност е прашањето пред следниот дожд. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Јас се јавувам од Скопските села тука. Имам проблем со вашата компанија. Имате безиска во селото Изризово, да ви кажам искрено. Нема врска, тоа е дошт, ја го знам тоа. Вашата бензга сета вода 5000 квадрата, еве 10 години не се ора, не може да работам. Тие се работници со вашата компанија кои Ајде сега да се навратиме на оваа тема во однос на поплавите. Кажете ми дали институциите можат да се справат со поплавите? Зошто секогаш сме изненадени од поплави во период кои што се карактеристични? Го имаме гледачот? Најверојатно не. Една молба до гледачите и сите останати. Јас ве замолувам да се држиме до темата. Имаме конкретно поставени прашања, не случајно, бидејќи ќе ве префрлам и на telma.com.mk. Сметаме дека за ова секако треба да поразговараме со вас како граѓани. Поплавите, институциите велат дека се под контрола, но евакуирани се 250 луѓе во Кичево. Тоа е значителен пораст на речните води.
води и неретко се случува голем број на региони да бидат поплавени во овој период на годината. Прашањето исто доаѓа и до тоа дали може би човечкиот фактор, неажурноста околу чистењето и одржувањето на каналите кои што имаат функција нели на собраната вода да ја акумулираат и отстранат, всушност токму состојбата со каналите од водите резултира да имаме појава на вакви поплави. Дали ви се чини дека до следниот дожд ќе заборавиме всушност на важноста и итноста? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Тоа е се супер што кажавте претходно. Човечиот фактор пред се за овие поплави што се дешаваат. Второ, параја дожд, има дожд. Еве ти дожд. Бараја снег, има на планините снег. Кој сака нека скија на планините? Трешево Битола е 78% фул. Значи, секоја година истата работа се дешава во Битола. Кај има дожд, оти ќе немаме вода за налето. Еве ви вода, еве ви населаните дожд. Нека садат нивието. Сега кој ќе му се поплават, сега Господ е крив. Кој е крив? Никој. Така? Значи, ти играш комар со Господ. Или врни, или не врни. Кој ќе врни е лошо, кој ќе суша, уште по-лошо. Кај ќе му се најди крајот на саваните? Никогаш. Никогаш, Господ. Здрави и живи и нека се здрави и живи, нека си ја терат идбата таму. Чао. Благодарам многу. Продолжуваме понатаму, еве една напомена и подсетување зашто всушност зборуваме. А сега кога ќе ги поканам кои се во можност граѓани кои што во моментот на било каков начин ја следите црвена линија, секако да се вклучите во ова денешно издание. Особено еве ќе потсетам граѓаните од засегнатите региони со поплавите. Поради продорот ќе потсетиме на циклонот Оријана, Македонија во жолта фаза со обилни дождови, односно и силен ветер, а ризикот од поплави расте, особено на западот. Најпогодени се Кичево, Скопје и Гостивар со поплавени домови и секако евакуации. Според Управата за хидрометеоролошки работи, водостоите на Вардар и Треска се зголемени, а службите се на терен. Поплавите повторно ја отвараат дилемата дали ќе научиме нешто пред следниот дожд. И дали ви се чини дека каналите од водите, доколку редовно се одржуваат и чистат, всушност ќе се намали драстично ризикот од поплави. Каде ја гледате и причината за оваа состојба? Добар ден. Добар ден, нека сум на линија. Да, повелете, ве слушаме. Овака, прво ќе кажам дека на институциите нема да се справат, а поплавата ќе помине, водата ќе се повлече и ќе остане иста песна, само со други тонови. Сега вака, ако сакаме да не поплавуват, ако сакаме да имаме мир во куќата, треба има ние водна заедница која е должна да ги чисти коритата на реките, потоците. Секоја река си има свој ток, своје корито и странична на територија каде што се движат возилата, што треба да го чистат коритото. Меѓутоа, сите оние кои што има ниви до реката, се што ќе искорнат од нивата, го фрлат во реката, рачунајќи дека ќе го однесе водата некаде. Но тоа на може 100-200 метра ќе се заглави и после сета вода ќе се врати во нивите. Ако коритата, речеме, има израстоци диви, затоа треба булдозерот нон-стоп да се движи, да ги ваѓа тие израстоци, да го чисти коритото и верувајте ми дека само 10% може да имаме штета од поплавите. Тоа е кога би имало премногу енормни големи води и со кои што, тешко се спомна. Али 80 до 90% нема да имаме поплави. Ама за тоа треба некој што е одговорен
да го почитува тоа и да одговара зашто не го очистил коритото. Благодарам многу за вклучувањето, а секако јас сега веќе ќе почнам и со коментарите кои што пристигаат како одговори на Facebook. Ќе се справат ли институциите со поплавите и секако анкетното прашање дали каналите и одводите редовно се чистат според вас, почитувани. Еве што ни напиша Тина Алексовска. Здраво Тина, веќе 2 години живеам во Германија, овде никој не фрла шут и ѓубре во каналите. Целото градче лежи на канали, плюс 2 пати годишно луѓе вработени ги чистат каналите. Нашиот народ нема никогаш да се смени, само казни. Ништо друго нема да ги смени нивните навики. Јас памтам, бев дете во Ченто, одев на гости, ѓубрето го фрлаа во каналите, така да човечкиот фактор е најлош. Благодарност до Тина, која што не следи од Германија и сега кој ве сподели направи една паралела во однос, особено на одржувањето на каналите и одводите, кои што се клучни, особено кога имаме обилни врнежи, во кој што се акумулира водата и секако се одстранува, за тоа и функцијата на каналите. Но кај нас служат како најверојатно како контейнери или простори за фрлање отпад. А причините се поплавите на кои што сме сведоци и денес. Добар ден! Ке ве замолам и да бидете трпеливи 02-307-0005. Сега од кога ќе ве превземат во режија, задолжително намалувајте го и тонот на ТВ приемникот. Ова особено се однесува на оние гледачи кои што особено ќе ни е драго да ги имаме, доколку и прв пат ќе се вклучат во црвена линија. Ги покануваме и сите оние кои што во моментот на ваков и онаков начин ја следат црвена линија, а ни се јавуваат од регионите кои што се директно засегнати од поплавите. Добар ден. Дали се слушаме? Сега Да, се слушаме. Се слушаме ли? Добар ден, Тина. Добар ден, господине Живко. Повелете во црвена линија сте. Ајде вака сега малку назад ќе се вратам со мислења. Кога бевме во Југославија, си имавме водостопанство Пелагонија, кој беше низ повеќе градови. Да речам, и точно тие си ја бркаа својата работа околу поплави, околу канали, чистење. Дојдовме нова држава, како што се растури све, се растурија фирми и пограба овие. Ај сега да не бреќам од СДС, ама ми дојде на уста, и сега тоа го немаме. И што останаме Центар за управување со крижни. На едно место, во Скопје, пример, и веќе стигнеме порано никаде. Ето водостопанство, татко ми го плаќаше за одводнување, да речеме. Али си има машини, си чисте реките, каналите редовно, без разлика што не сме ние луѓе и колку загадуваме, тоа е башка проблем. Си имаше по канало во Југославија и чувар да не крадиш песок, да не го уриваш брего и така натаму. Што сакаме сега? И најопасната работа, шутој, мутој, све по канали, све по се. И човечкиот фактор е виновен за таа работа. Кој ќе се справи? Нема кој да се справи. Све уништивме што беше добро. Така, и сега се дозволува Дивоград, би се дозволува по крај река кујки, ово, па са ги плавело. Па зошто да дава државата се пари, ако ти си Дивоград? Не би давал јас да сумине. Благодарам многу за учеството. Подсетувам особено за оние кои што прв пат ќе се јавите во црвена линија, 90 секунди се предвидени како време трајање за едно јавување, но секогаш сте добре дојдени и повторно да го завртите нашиот број. А ние ќе подсетиме дека поплава која што секако ќе се памети, која што однесе и човечки жртви, беше во регионот на Скопско во август во далечната 2016 година. Но не и премногу далеку, значи по една деценија се добива впечаток дека најверојатно лекцијата не е научена, бидејќи и понатаму неисчистените корита и одводни канали, безправната сеча на шумите, секако и многу други фактори придонесуваат повторно да имаме поплави и тоа од поголеми димензии. Па од тука и ве прашуваме, дали еве ја научивме пред се лекцијата од големите поплави од 2016 година во Скопскиот регион.
Дали итноста и ажурноста завршуваат со завршувањето на дождот и дали сметате дека главен фактор кој што придонесува особено за масивноста на поплавите, всушност неисчистените одводи, канали кои што служат за фрлање отпад, но и bespravната сеча на шумите. Добар ден. Добар ден, Тинче. Повелете, ве слушаме. Голем поздрав. Вака да ти кажем, Тинче, јас живеем до река. Мислим у Крива Паланка, од порано, вика деке вода текло, паќе тече. Сите се у селата преселиле горе, мислим, од реката, пошто сите куќи ги однела. Сега толку куќи е направено, канали неисчистени, река неисчистена, убава тема сте дале. Не дај Боже, Тинче, не дај Боже да заврне. Ние што сме до река, може реката да не однесе. А овие па што са горе до улица, па тоа е карпи, па од дождот, па ќе паднат и карпите и тој има све да се сруши. Но овие инспекторите што се тие канали што има неисчистени, реките, тоа е гуми, тоа е што да ти кажем. Вие, например, што са инспектори, тие што са по собрание, што само чекат на градоначалникот, што седнале у фотељи, треба да се растрчат на време, зашто викат боле спречити него лечити. Еве ја да ти кажем, мене ми е жив страх што сам до река и само кад заврне, јас знам од порано, нели маш ми се јаве се вика леле, вика да се јавим да видим дали си жива, знаеш, пошто реката да не те однела. Абе то поли падат, дрва падат, бе тој никој ништо не презима. Требаше да се направи некоја улица, нели како да се спречи малце, а они тие сите грабатори таквија, се за ниви, се за пари и не можеа да најдат некое решение и сега толку е страшно, ја да ти кажем, не знам овој што ќе биде тој на време да се преземе мерки, зашто тешко ќе биде, целата улица е стварно и од реката има, мислим, лоша работа, а и озгоре од зидовите. Благодарам за споделеното со гледачите на Црвена линија. Останете и продолжете понатаму да не следите. Па почитувани, еве, дали сметате дека и институциите се справуваат онака како што треба кога станува збор за поплави? Дали итноста во однос на реагирањето завршува и со завршувањето на дождовите? Каде гледате и причината за појавата на вака обемни поплави, дали ја гледате само во обемните врнежи или еве дали токму неисчистените канали и одводите доколку редовно се чистат, всушност далеко од тоа дека ќе бидеме изложени на ризикот вакви поплави. Неретко се спомнува како фактор и несовесната и непланска сеча на шумите. Одговорите ги очекуваме од вас. Добар ден. Дали е намален тонот на ТВ приемникот? Ве молам, намалете го тонот на телевизорот. Да, добар ден, Тина. Добар ден, дали го намаливме тонот на телевизорот? На нула. Па телевизорот намален ми, Тина. Одлично, повелете, ве слушаме. На телевизорот. Тонот на телевизорот. Сега е намален. Одлично, повелете, во Црвена линија сте. Ме слушате ли? Еве, практично добро. И некогаш и добро вака да се случи, бидејќи навистина многу пати повторуваме, но еве и практично можете да видите зошто е исклучително важно секогаш од кога ќе ве превземат од режија во повртењето на бројот 02307-005 да го намалувате тонот на телевизорот. Еве, тоа изгледа вака. Ние очекуваме да слушнеме одговори, но она што секако, ако не се намали тонот на телевизорот, гледачите немаат воопшто увид дека веќе се вклучени, дека ги очекуваме нивните одговори и наместо тоа едноставно продолжуваат да се дискусираат меѓусебно, ако има и некои други членови од семејството, и оние 90 секунди всушност не ги ни искористуваат воопшто. Го очекуваме господинот секако со повторно вклучување, верувам дека следниот пат
тонот на телевизорот ќе биде намален. Почитувани, ние понатаму во текот на ова издание на Црвена линија ве прашуваме дали институциите според вас се подготвени и умеат да се справат со поплавите, дали сметате дека итноста и важноста од она што значи да се биде подготвен, бидејќи неретко велат подобро да се спречи отколку да се лечи, всушност таа итност завршува со завршувањето и на дождовите. Ги учиме ли лекциите од големите поплави, особено како онаа пред 10 години во Скопскиот регион? Дали нечистите, исполнети со отпад и ѓубриште, канали и одводи, како и непланското сечење на шумите, се можеби најголемиот фактор, поголеми од оној што се вели обилните врнежи во создавањето на поплави. Добар ден. Ало, добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Ме слушате? Да, внимателно, повелете. Па видите, вака го намалив телевизорот на нула и жена ми го изнесе на тераса. У моменту да нема тон. Ако ме слушате, ќе наставам понатаму. Секако убаво ве слушаме, повелете. Така, видите вака, значи, нас секогаш не изненадува. Значи, зимно време и снег, зимно време и снег не изненадува и дожд, значи преку ноќ не изненадува. Ама ако ние спиеме, значи не треба институции да спијат. Значи еве вие како телевизија најавувате во текот на неделата, во текот на неделата се очекуваат снежни врнежи, се очекуваат дождови. Ако ние граѓаните спиеме институции, замислите вие, јас пред 10 дена бев у Црна Гора. Не знам дали сте го поминувале граничниот премин Косово, Црна Гора на Кула. Ако сте поминувале тука, знаеш колку е од страна снег, метар. Замислете да е тој снег овде кај нас, како ќе се справат институции. А од Црна Гора е цела зима така. Така да секогаш нас не изненадува. Дали дожд, поплавите, вие да дојдете веќе од телевизија, дојдете да ве однесам покрај Вардар. Благодарам за одговорите и споделеното и ако сопругата го изнела ТВ приемникот, сега веќе може да го врати во дневниот престој. А сега добре додени сте повторно да се вратите и во Црвена линија со ново вклучување, ако сакате да се надополните и да искажете. Правилото останува онакво какво што е за секој едно издание на Црвена линија, тоа да време траењето на едно јавување е 90 секунди. Продолжуваме, почитувани со вас. Добар ден. Дали се слушаме? Па не можам да поверувам, имам сигнал дека е блокирано. Добро, еве, напомена до вас секако драго ќе ни биде додека трае Црвена линија, секако да имаме и дел од граѓаните кои што се во можност се јавуваат од погодените региони во моментот. Она што не интересира пред се, дали сметате дека институциите и може да се справат со поплавите и дали сметате дека можеби човечкиот фактор е круцијален во степенот на поплава, бидејќи ако имаме чисти одводи и канали и планирана сеча на шумите, можеби ризикот од токму вакви поплави ќе биде каде помал. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Прво пофалба за Црвениот крст, кој што секогаш знае да искочи во овие најтешки времиња да помогне на народот кој е излажен од овие политичари. Се сеќавате вие, донесува некој кредит, како беше оној милиарда од вамо, како се викаше, од кај бегалецот, кај што избега, Грујо. И со тие пари што се случи? Зашто не им текна да ги решат овие проблеми? Туку тие пари едноставно популистички се шминка, шлака раца таму влада, па дури оро не заигра. За да на крај парите ги нема и сега оној градоначалникот да излегува, да кажува ќе копаме корито. Море човек,
Луѓето треба да ги реши проблемот на луѓето, нека каже алтернативно што ќе направи. Нека види таму, нека бара континери некој нешто, за тие луѓе да ги изгризи, не може така. Кај ќе правил, ќе копал тој. Ви благодарам, имајте убав ден. Благодарам и секако продолжете да ја следите Црвена линија и понатаму, бидејќи се уште траеме. Хајде малку повторно на Facebook. Еве дел од коментарите, она што ни го напиша како одговор на прашањето ќе се справат ли институциите со поплавите, Тихидо напиша никогаш нема да научиме, не е прва поплава. А Љубен Ристевски едноставно напишал кои институции се е корумпирано. Почитувани, ќе подсетам, бидете активни на анкетата која што е објавена во текот на целиот ден на Instagram Stories. Значи, Instagram ви треба, профилот на Црвена линија и Телма телевизија. Дали каналите и одводите редовно се чистат? Да или не? Добар ден. Добар ден. Ало. Дали е намален тонот на телевизорот? Намален е, Тина. Ајде поштовање, госпожа Тина. Поздрав и до вас. Па еве да почнеме од тука. Дали каналите и одводите редовно се чистат? Не, јас ќе почнем вака. Ќе се справат ли институциите со поплавите? Тоа е прашање за $1.000.000. Тоа 35 години не се справили институциите со тие проблеми, па сега сакаме ние одмah за 5-6 дена, ако престане да врне, да се справиме. Па не беше будала со извинење Тито и Југославија што ги правеше тие канали за одводнување и за наводнување. Како дојде таа урбана мафија, потрупај каналите, гради згради, потрупај каналите, гради згради и после ни се враќа како бумеранг. Затоа икам прашањето за $1.000.000. Со што се справила државата, наш власта, некои проблеми ако има? Со ништо. Еве примерно ќе кажеме во Кичево. Дехари 3 мандати 12 години. Трошеше народни пари од средство, носеше луѓе, гастарбајтери да гласат за него. Што направи? Па тој проблемот ке ромите таму не од вчера, тие ромите сигурно 30-40 години живеат. Таа зајачка река што вика то зајат, Али Ахмети што им пушта вода таму, не можеше да се санира. Или важно тендери, важно пари да се зима, важно да се дава во партијата на Дуј. Затоа икам, што се, со кои проблеми се справила нашата држава? Пак ќе речем, благодарам многу за вклучувањето. Ке ве прифрлам на Фейсбук, еве ја и причината. Тоа е коментарот на господинот Боро Деспотовски. Зошто вие ги прашувате гледачите? Наместо тие вас да ве прашаат. Вие треба да ги прашате институциите и да го информирате народот. Впрочем, затоа и постоите за навремена информација. Друго, ги ограничувате јавувањата на 90 секунди, да не може човек да се искаже мислата. Прво ќе ви се заблагодарам, господине Боро Деспотовски, а секако треба да знаете дека гледачите и народот, како што велите вие, Телма телевизија редовно ги информира од повеќе аспекти. Пред се тука се вестите кои што имаат свој задолжителен термин и доколку ги следите, секако тука се обработуваат не само проблемите, туку се чешлаат и институциите. Исто така има и tilma.com.mk. Топло препорачувам секој еден од вас, доколку сака навремено да се информира и квалитетно, кликајте и на сајтот на Телма телевизија. А и ви да му одговориме на господинот Боро, зошто ние во Црвена линија прашуваме. Ова е емисија предвидена и наменета само за граѓаните. Кога мислиме на Црвена линија, мислиме само на граѓаните. Тука е можноста каде што граѓаните исклучиво токму тие треба да дадат своји ставови, мислења, да буквално споделат со институциите овој пат како изгледаат реално работите од страна на граѓаните. Ете, тоа би бил одговорот на Боро Деспотовски во однос на 90 секунди. Добре дојдени сте повторно да се вклучите, бидејќи време траењето на целото издание на Црвена линија предвидува да имаме повеќе гледачи вклучени, а тоа е возможно само ако јавувањата траат 90 секунди. Благодарам уште еднаш. Добар ден. Дали е намален, не е намален тонот на телевизорот?
Дали се слушаме? Се спрема. Намалете го тонот на телевизорот во црвена линија, во програма сте. Ева, можете гледачи да ме слушнете како звучи, како звучам од другата страна. Јас ќе се обидам уште еднаш. Добро вечер. Ништо. Еве, по кој знае кој пат, но не случајно рекле, повторувањето е мајка на знаењето. Намалувајте го тонот на телевизорот, ве молам. Добар ден. Здраво. Здраво, во црвена линија сте, повелете. Па види вака, институциите требале многу порано да мислат на вакви работи. Сега спијат на сонот на глобално загревање или тој Ел Ниньо феноменот, што го викаат, каде што демек овде претежно ќе биде сушни периоди, каде што коритата на реките ќе пресушуваат и дека така со тоа ќе се тера со самата глобално загревање на планетава и више реките нема да имаат поеќе вода, наноси на вода од вакви временски прилики или неприлики. Ама еве дојде време кога се јавуваат тие работи самите по себе. Бргу заборавивме ние она што беше кај Клучка на ондека на автопатон кај ова, како се викаше тоа селото тука, кога изгина едно 20-30 луѓе 2016 али беше 10 години пред тоа. На сите тие работи ние бргу забораваме. Така да нашите институции се само поможност да се взимаат каде има функционерски седишта, некаде да се взимаат убави плати да се млатат, а ништо да не се работи. Значи, сите тие канали, одводни, тие мелиоративни системи што се градели во време Јосипа Броза, све тоа затнато и затоа вакви катастрофи настануваат. Поздрав. Благодарам многу за јавувањето. А ние продолжуваме со она што го напиша Славица Данилова на прашањето ќе се справат ли институциите со поплавите. Господја Славица напишала: тешко на тие луѓе поплавени, спас нема, институциите не функционираат како и се друго. Благодарам, господја Славица, да ве слушаме сега во продолжение во живо. Добар ден. Ден. Во црвена линија сте, повелете. Црвена линија, може да зборам? Секако ве слушаме, повелете. Сега вака да ви кажам, таа црвена линија. Доста више граѓаните зборат за власта. Ме разбирате? Што може власта да направи кога е невреме? Нека не бидат досадни више и граѓани досадни дури мислат. Господјо, дали сметате дека е човечки фактор во прашање доколку каналите и одводите се преполни со шут? То да. Не смеат граѓаните да фрлаат све што после не е никој крив. Нити влада е крива, нити не знам кој. Народот е крив. Добро, еве дали сметате дека постои системско решение народот да стане посовесен и секако да немаме еве ваква ситуација? Се слагам јас со вас. Што треба да се превземе, еве прво за да не се фрла шут и отпад во каналите и да нема ни планиране? Народот да има свест. Не може да оди да речам Мицкоски да ми каже мене: Господјо, што е ова што правиш? Ме разбираш? Треба секој свесен да биде што треба, како треба, куќа тие гледаат куќа или не гледаат. Така прават дома. Ова више не се издржуе. Не се издржуе, значи. Секој треба како куќата што ја гледа, како што ја гледа куќата, да. Благодарам за споделеното и ние продолжуваме и имаме една напомена до сите гледачи, особено оние кои што можеби не знаат за црвена линија. Прво, црвена линија е наменета, ова е простор за граѓаните. Така да институциите си имаат свој простор, ова е простор за граѓаните. И да, оние кои што треба да допре гласот на граѓанинот, верувајте, слушаат внимателно што укажуваат граѓаните.
А секако во однос на тоа дали се, слободно ќе цитирам, досадни, недосадни, јас ќе ве замолам да се почитува етиката и да не ги навредуваме гледачите, односно граѓаните. Секој својот простор од 90 секунди, а навистина ќе ни биде драго. Верувам, секој еден од вас и забележува нешто и може би се јавувате директно од регионите кои што во моментот се засегнати од поплави. Ве молам да се држиме до темата и навистина сакаме црвена линија да биде само на граѓаните. Од тука е зошто гледачи, зошто граѓани, а не институции во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Ке ве замолам и вас да го намалите тонот на телевизорот. Добар ден. Добро, повелете, ве слушаме во црвена линија. Па ја сега некој друг си ме. Така мислите затоа што не го стишавте тонот на телевизорот. Ве молам, намалете го. Ве чекаме, ве слушаме од тука одлично. Дали се слушаме сега? Дали се направи тоа што треба? Ништо, најверојатно и овој гледач нема да го слушнеме во црвена линија. Ете, и самиот рече, имам чувство дека друг зборува некој, значи не зборува никој, ја само ве молам. Верувам дека што ми ја гледате црвена линија, знаете дека главно правило кога ќе посакате да се вклучите, а и ние секако ве очекуваме на драго срце да бидете дел од црвена линија, само ве замолувам тонот на нула од телевизорот. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, се слушаме. Повелете, во црвена линија сте. Благодарам. Ке се справат ли институциите со поплавите? Нема да се справат институциите, се додека дивоградбите постојат, се додека дивоградбите не плаќаат услуги за комунални услуги, за чистење на реките, се додека фрлаат отпад во реките, и не може од институција вработени да седи до секоја куќа и да внимава каде го фрла ѓубрето и што го прави ѓубрето. А јас ќе плаќам данок, а тие со дивоградби, со неплаќање на се што треба од обврски кон државата и сега уште ќе им даваме помош. Така? А вие акцентот го фрлате врз институциите. Не, институциите не се виновни. Граѓаните се виновни. Ги поздравувам сите ваши гледачи што ги обвинија граѓаните. Благодарен за отстапен простор. Пријатно. Имате уште време. Прашање еве како да бидат и станат граѓаните поодговорни. Постојат ли механизми за тоа? Постојат казни. Пред 2 недели имава поплави. Добро, благодарам. Секако граѓаните сами не определуваат казни, за тоа се најверојатно институциите. Благодарност до гледачката и драго ни е што еве Јуна зема учество во црвена линија. А еве што напиша Жан на Facebook. Здраво Тина, здраво Жан. Решението е едноставно. Пример, во Кичево треба од поплавените подрачја да се спроведе една цевка до надвор од градот. Само малку мозок треба. Поздрав. Благодарност, Жан. Да ве слушаме вас. Дали сметате пред се дека несовесното фрлање шути отпад во каналите од водите кои што имаат функција да акумулираната надојдена вода ја дистрибуираат со цел да не се создават поплави, всушност се повеќе човечки фактори и поголема причина од самите врнежи за поплавите и дали институциите според вас ќе се справат со поплавите. Што учиме од себе ова и дали нешто воопшто учиме од оваквите непогоди? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Сега. Добар ден. Ве слушаме, продолжете. Јаде се на програма. Да, ве слушаме, продолжете. Сега видите. Да. Ало. Господине, ве слушаме, продолжете.
Сега, озоно е пробиен, сонцето е јако на целата планета. Температури се многу јаки, испарувањето што е од океаните, од морињата, многу вода се испарува и таа вода мора да пада. Ајде веќе кај нас са ѓубришта по реките, се тоа е пред и се тоа. Ама по Америка и секаде луѓе носат многу лоши поплави, многу лошо згради се дигаат. Тоа е се немилосрдно. Не може би, ние не може да се справиме со тоа. Тоа е природна катастрофа која е дошла. Видите дека кога на северниот пол имаше снегове, имаше тоа, оноа, са нема, тоа се температурите многу са загреани, испарувањето од океаните, од морињата, тоа влијае. И кога таа вода се дигне во воздухот, тука мора да дојде некаде да таа вода пада. Не е ништо нормално. Виж дека се се смени. Ја знам, се беше природата напред да слушаш и да гледаш. Така, благодарам многу за вклучувањето. Еве уште еден коментар на Даниел Питковски. Напишал: институциите тешко се справуваат со поплавите. Треба повеќе да работат надлежните институции. Благодарност до Даниел. Одиме со реклами, а за кусо време следуваат и резултатите од анкетата на Инстаграм. Почитувани, па ајде сега да видиме како одговорија оние кои што не следат на Инстаграм за утрешната анкета. Заследете не, се што ви треба е профилот на Црвена линија и секако Телма телевизија. Денес Црвена линија ве праша дали каналите и одводите редовно се чистат. Со да одговорија само 8%, а со не 92%. Благодарност до сите гледачи, односно граѓани, за креирањето и одговорите на ово издание на Црвена линија. Секако утре се гледаме во стандардниот термин со нова тема и нов предизвик до сите вас. Информирајте се на telma.com.mk, а секако и останете на Телма, бидејќи она што следува е директно со Младен Чадиковски. Пријатно попладне и довидување од мене.